Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Фудбалската репрезентација на Македонија во пријателски надпревар ја победи Белорусија со убедливи 3:0 на Телеком арената во Скопје. По 4 години нашиот тим конечно се закети со 2 победи поред. Надпреварот против Белорусија ќе го памети и Дарко Чурлинов, кој со 16 години стана најмладиот сениорски репрезентативец во историјата на македонскиот национален тим. Стефан Спировски беше стрелец на првиот гол со кој Македонија победи со 1:0, а потоа на сцена стапи интернационалецот од Италија Горан Пандев, кој два пати ја затресе мрежата на противничкиот тим. Истовремено со двата гола, Горан Пандев стигна до бројката од 29 голови за македонскиот национален дрес во својата кариера. Во Јужна Африка се играат надпревари од квалификациите за пласман на Мундијалот во Русија во 2018 година. Најголемото изненадување го направи Боливија, која со 2:0 ја победи Аргентина, која играше без казнетиот Меси. Бразил пак против Парагвај ја запиша 8-та победа поред и ја зголеми предноста на првата позиција на табелата во јужноамериканските квалификации. Кариоките победија со 3:0 со головите на Кутиньо, Неймар и Марсело, а победата на Бразил можеше да биде поубедлива, но Неймар не успеа да реализира пенал. Надпреварот го одбележа голот на звездата на Барселона. Неймар доби една топка од својата половина, претрча 70 на метри, ги мина противниците и постигна фантастичен гол. Со оваа победа Бразил си обезбеди виза за Мондијалот 2018 година. Црногорскиот тим на будуćност израмни на 1:1 во победи во полуфиналите од Јадранската АБА лига против Црвена звезда. Тие ја искористија преносот на домашниот терен и го совладаа белградскиот тим со 63-57, со што црногорскиот првак се избори за мајсторка која ќе решава кој тим ќе игра во финалето. Борис Савович со дабл-дабл ефект од 15 поени и 11 скока заедно со Немања Гордич, кои придоаде 12 поени, беа незаслужените за победата на будуćност. Во готинскиот состав, а во едниот надпреварот најдобар беше Марко Гудурич со 17 поени. Според календарот, мајсторката помеѓу овие два тима треба да се игра на 4 април во Белград, додека 2 дена порано на 2 април во Загреб. Својата мајсторка ќе ја играат ЦДВита и Партизан, пошто ќе биде познат и првиот финалист во АБА лигата. Кошаркарите на Валенсија победува со 1:0 во победи против Уникака од Малага во финалето на второто по квалитет Европско клупско кошаркарско надпреварување Еврокупот. Првата шпанска финална пресметка во Валенсија им припадна на домашните кошаркари кои славеа со 68-62. Дублевиќ со 14 поени и 8 скока беше најдобриот играч за првата победа на Валенсија, во чии редови двоцифрен број на поени постигна и Хуан Састре, кој заврши со 13 коша. Кај Уникаха единствен двоцифрен со 11 поени беше Джеф Брукс. Следниот меч од финалето на програмата е в петок, кога домаќин е Уникаха. Дуелот се игра од 21 часот. Финалето се игра во 2 добиени надпревари, па евентуалната мајсторка, односно третиот дуел, е закажан за 5 април во Валенсија. Победникот во Еврокупот следната сезона ќе игра директно во Евролигата. Во NBA лигата се одигра 8 средби. Тимот на Портланд во дербито на Западот и битката за 8-то место кој води во плејофот го победи Денвер со 122-103. Портланд предводен од Седжај Маколум и Јусуф Нуркич лесно го победија Денвер. Репрезентативот на Босна сурово го казни тимот во кој настапуваше до февруари и го одигра својот најдобар меч во кариерата и на крајот заврши со 33 поени и 16 скока. Портланд го предводеше Маколум со 39 поени. Во редовите на Денвер Чендлер постигна 23, Херис 19, а Никола Јокич имаше 17 поени и по 8 скока и асистенции. Голден Стейт во дербито на врвот на Западот славеше против Хјустон со 113-106. Клеј Томсон постигна 25 поени, додека Кари 32 поена, 10 скока и 7 асистенции. Дреймонд Грин заврши со 19 поени кај воините. Хјустон го предводеше Джеймс Харден, кој го забележа 20-тиот трипл-дабл во сезоната, 24 поени, 11 скока и 13 асистенции, стана првиот играч во историјата на лигата кој во една сезона забележал повеќе од 2000 поени и 2000 асистенции. На другите надпревари Милвоки Шарлот 118-108, Индијана Минесота 114-115, Атланта Феникс 95-91, Мајами Детройт 97-96 и Вашингтон Лос Анџелес Лейкерс 119-108. За вечера во NBA лигата предвидени се 10 надпревари, меѓу кои големото дерби на Западот и борбата за првата позиција, дуелот помеѓу Сан Антонио и Голден Стейт. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров.
Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.